Поздрав, почитувани гледачи на Телевизија 3. Емитуваме вести. На почеток информации од нашиот регион. Првата детска амбасада Меѓаши продолжува со своите проекти во општина Дебар. Имено една значајна активност Меѓаши организираше во соработка со основното училиште Саид Најдени и општината Дебар. Да ги проследиме и другите информации покрај оваа информација која ќе оди прва. Првата детска амбасада Меѓаши во Дебар организираше работилница со ученици од 9-летката Саид Најдени, каде беа детектирани проблемите со кои се соочуваат учениците. Потоа следеше средба на учениците со градоначалникот на Дебар Хекуран Дука, на кој учениците ги поставија прашањата односно нивните детектирани проблеми за да ги добијат одговорите. Тие поставија прашања во врска со проблемите со кои се соочуваат во секојдневието, како што се проблемите со кучињата скитници, училишното осветлување, проблемите во сферата на водоснабдувањето во училишниот објект, потреба од дефектолог и други прашања. Градоначалникот Екуран Дука одговараше на сите прашања, притоа покрај другото нагласи дека се превземаат сите мерки од страна на локалната самоуправа проблемите да се надминат. Беше продуктивно нешто, значи гледај децата имат своите идеи, имат своите визии како јас сум по професија доктор, имам работа сега и со деца и со секакви категории, ами на децата ние мислиме дека децата не разбираат, тој не знаат ништо, ама повеќе од децата од тие се најневини во своите значи идеи, не се контаминирани, немаат предрасуди, така да се реални овие значи барања. Во изјавата за Телевизија 3, извршниот директор на Меѓаши, Драги Змијанац, рече дека станува збор за мощно битен проект што го реализираат учениците. Денеска заедно со учениците, која има улогата на законодавна власт, поставува прашање на градоначалникот, имаме работилница со учениците Саид Најдени, каде што детектира по две групи, по 5 прекршени права или проблеми со кои децата се среќаваат учениците во Дебар. Имавме потоа парламентарна расправа, ги избра 6 прашања кои ќе му ги постават, имавме записничар, имавме снимател и фоторепортер. Го прашавме градоначалникот дали може сето тоа што е јавно соопштено од негова страна и ветено да биде документирано на нашата YouTube страница и на Facebook. Се согласи и почнавме со конкретни прашања. Сите беа реални проблеми и на сите градоначалникот даде одговор по неговиот мандат дека ќе се завети да ги исполни, дури ги замали учениците и да го потсетат, да притискат кај него, ако треба и да му праќаат пораки за да она што го заветил и го реализира. Јас сум многу благодарен од приемот на градоначалникот на општина Дебар и мислам дека ова соработка ќе продолжи и понатаму. Нова активност присуствуваше и директорот на училиштето Саид Најдени Бурим Казио и наставници од оваа 9-летка.